Медиумите треба да бидат свесни дека зборовите се оружје во рацете на Кремљ за ширење на дезинформации. Сега ќе продолжам со презентација на главните наративи забележани во студијата. Значи, руските непријателски наративи во нашата земја за време на првата година од руската агресија врз Украина имаат за цел да поттикнат антизападно расположение кај публиката, а со тоа и на некој начин да ја попречат евроатлантската интеграција. Овие наративи на генерално ниво се целеа да ја оправдаат агресијата, потсетуваа на манипулации од минатото поврзани со Југославија, презентираа искривен поглед на санкциите, создадоа перцепција дека Западот сака да ја уништи Русија поради нејзиниот православен светоглед и ги таргетираа емоциите на луѓето преку наративот Словенско православно братство. За време на првите 6 месеци Кремљ промовираше наративи кои се обидуваа да ја прикажат Украина како губитник и го обвинуваа Западот за агресијата. Во вторите 6 месеци имаше промена и фокусот беше ставен на религиозните наративи со православието и црквата како главни столбови, дополнително на наративот санкциите повеќе му штетат на Западот отколку на Русија. Наративот Словенско православно братство беше во главниот фокус на руското влијание во Северна Македонија во овој втор период. Двата најконтинуирани наративи во целиот период, иако не собраа голем број на интеракции, беа лаборатории за биолошко оружје во Украина и украинците се нацисти. Лажните тврдења дека Западот е главниот непријател на словенскиот и православниот свет добија повеќе интеракции со тоа што ги таргетираат емотивно наелектризираните, религиозни и перципирани културни врски помеѓу Северна Македонија и Русија, а воедно, односно во исто време, и ја искористуваат и комплексната мултиетничка историја на регионот. Ваквите наративи предизвикуваат поделба во мултиетничка и демократска Северна Македонија и Балканот воопшто.